Се враќаме назад во отвореното студио во живо од 15 и 20 часот и морам да напоменам дека особено ми е драго кога во студиото имам гости еве од ваков тип. Слободно можам да кажам дека се работи за еден урбан лик, добро познат во јавноста, можеби повеќе во скопската и битолската јавност, но верувам дека со социјалните мрежи познате насекаде во Македонија. Да, Моџо Килингтон, добре дојде во студиото. Да. Па од дома во скоро сите ме знаат, така да сум добро познат лик. Да, она што ми е мене интересно. Поводот зашто си овде, тоа е твојата книга Аутопсија на љубовта. Аутопсија на љубовта, книга во која, односно на која од повеќето идентитети кои што ги имаш, јас ги знам Павле Трајанов, Божидар Божиновски, Моџо Килингтон се подпишува на ова книга, веројатно имаш ред други идентитети. Да. Меѓутоа ме интересира зошто од сите нив Моџо е подпишан на оваа книга. Дали е тоа топлината на тој идентитет, твоето алтер его на Моџо Килингтон? Не, затоа што едноставно е најзвучно да бев подпишан како Павле Трајанов, веројатно ќе имав поќе продажба. Ма гледаш, не ми текнато касно палам, кај беше пред месец дена. Божидар Божиновски ми е право име и презиме, така да не го користам многу. Ова е најзвучно од сите три што ги наброја, а имаше уште некоја, сигурно. Знаеш дека поради специфичноста на твоето име и презиме, мислев дека и тоа ти е еден од идентитетите? Сите мислат да, имам пуштано слика од лични карти по пораки, дали си ти тој, да, јас сум тој, ево, лично, соматичниот го крием. Само да напоменам дека во текот на овој разговор ќе ги отвориме и телефонските линии, ќе доделиме 3 книги, а секако ќе имате и можност да му поставите прашање или да си направите еден краток разговор со Моџо Килингтон или ако сакате со Павле Трајанов на било која тема, ако вие не се јавите, ние... Или може да се одителот, нема. Ние ќе ве бараме. Да немаш книга и ти. За сега нема. Млаци. Ајде да преминеме на Аутопсија на љубовта. Ова е твоја прва книга. Да. Така. Колку време се ја подготвуваш оваа книга? Па има 130 и нешто страници, по пола година негде. Секоја вечер по една песна да излези денот од мене. Така да забрзо е напишана. Поезијата не бара многу време, треба 10 минути пред спиење, ако немаш што да правиш попаметно. Никој не пиши 3 сата легнати луѓето, статуси џабе. Може да се налута дел од авторите, ќе речат, тоа е процес сепак. А добро, се извинувам на Ману и Друштвото на писатели, да. Кај мене не е тој процесот да земам перо, па да седнам, па да творам и срцето. Инспирацијата е голема, а? Инспирација има, љубовта е вечна тема, што би се рекло. И општественото, политички состојба во Македонија. Аутопсија на љубовта е насловот. Јас само ќе прочитам дел од описите кои што се даваат за книгата и за Моџо Килингтон кои што ги спојуваат. Ја немам читано, баш ме интересира. Да, дел од описот ова. Помеѓу стиховите во кои се испреплетуваат тагата, болката и разочарувањето како противтежа, авторот ја спротивставува љубовта како нешто што ќе го спаси светот. Јас сега логично ми се наметнува прашањето твоја идентификација со ова чувство љубов. Дали постои дефиниција, дали љубовта е онаа која што ќе не спаси од сивилот? Да, љубовта дефинитивно ќе не спаси, а дефиниција нема љубовта дефиниција. Љубовта е подобро што нема дефиниција. Многумина ја дефинират кога некој сакаш, а не знаеш зошто и слично. Не би можел да го дефинирам чувството, ама дефинитивно само љубовта може да не спаси. Моџо, зошто фокусот беше ова чувство ваш? Размислуваше кога го креираше насловот? Само се излезе. Насловот е една песна. Јас имав поинакво мислење за насловот, ама издавачката куќа имаше друго, па се договоривме кона. Жена ми сакаше мачка, јас не ќев мачка и на крај задовме мачка. И испадна тоа да е насловот, што мене ми се бендисо. Промоцијата се случи неодамна. Таа беше... Да, од четвртокот. 18 април, 18, да. Се сеќавам добро. Од оно што
можеше да се забележи барем на социјалните мрежи и фотографиите кои што ги видов. Јас длабоко ти се извинувам затоа што не успеав да дојдам поради работни обврски, Ќе меѓутоа купиш 2 книги, ќе се префатиме некако. еве 3. Може. Не само може не се да ги јавувај, земам, не се јавувај на телефон. Мислев, видов дека всушност на оваа промоција има доста интересни урбани ликови кои што биле на таа промоција. Те изненади ли нечија посета таму? Не ни крена во глава подпишување на книги, така да после дури јас видов како сум поминал. Па не ме изненади. Отприлика се луѓе што ги знам или што комуницираме. Така да очекувани беа тие што беа таму. Ако се вратам повторно на книгата, кога започна ова твое творештво? Знам, рече дека книгата си ја подготвил за половина година некаде. Така нешто. Меѓутоа, логично, кога си почнал да пишуваш? Па прв состав ми беше во прво деление кога го поминав Кога требаше оценка, летниот распуст, да. И добро помина со петка. Не знам никако се случи то 2017 октомври, така нешто, мислам дека беше. Едноставно досадно ми беше статуси. Ја да видам дали можам песна да напишам. Напишав една, можем, да, супер. Ајде да идам втора, можем и втора, ајде да идам трета, и 3 ги напишав на брзина. Ги пуштив да ги прочита некој, добри се, супер се, не? Што ќе ти речат твоите. И почнав секоја вечер да пишам, па ми дојде некако како третман, изфрлање на чувствата. И не планирав да издам книга во никој случај, ама се погоди и фала и многу на Татјана од Арсламина, да ме праша дали имам нешто напишано, пошто не ги објавував нигде. И ги пуштив и се допадна, и после другото што би се рекло историја, што нема да учат децата. Не го планираше за оваа книга воопшто? Не. Немаше, посебно не поезија. Секој мислев кој ќе, ако пише нешто, ќе види роман, то 2000 страници, Толстој, ама не, поезија во никој случај не ми паѓаше на памет. Интересно е да се дзирне малку во главата на Божидар Божиновски, во случајов на Моџо Килингтон, па... Вака со идентитетите, колку психијатри да треба да дзирнат. Не, ме интересира како течеше пишувањето. Дали велиш 10 минути пред спиење? Буквално? Баш буквално. Пушташ The Sound of Silence, Simon and Garfunkel и клава слушалките, само да ти иди то, отвораш ноутс, никој не те ѓави и почнуваш. Многу едноставно и многу природно. Кој ти речем дека немам прочитана книга, стварно немам прочитана книга, затоа што сите песни се пишени на прва и после нема ништо додавано, затоа што како што била тогаш емоцијата, сакам да остане така. По 3-4 па негде да додам, да одземам нешто, ама поважно беше да биде како емоција отколку како да е убаво стилски. Јас од оно што можам да забележам, барем во делот пријателите на Facebook, гледам дека на многумина им се, ајде да речам условно кажано, бендисува она што го имаш пишувано како посвета за нивните книги. Од тука, оние па кои што ќе ја читаат прв пат, дали има луѓе кои што ќе можат да се пронедат во оваа книга? Па мислам дека сите ќе може да се пронедат, затоа што и љубовта, разочарувањето, стравот, тие се универзални чувства што сите ги живееме, сме ги живееле, кај некој е поинтензивно, кај некој не, така да не е нешто специфично што е само за мене, само што е низ моја призма видено целото тоа човечко доживување на љубење, на страв, на губење, на тие работи. Ке напоменам само доколку имаме гледач на линија, слободно, ако не слушате, вклучете се во разговорот, јас и Моџо сме флексибилни, па можете веднаш да се вклучите, да. Добар ден. Да, повелете.
Антонио е на телефон од Пробуштип. Хај си бе, Антонио, бе. Еве се јавуваме да поздравиме, голем поздрав до писателот, до водителот, до Еден ТВ. И благодариме. Голем поздрав и до тебе. Фала. Се знаете или не се знаете? Од интернет. Да, Од да. интернет. Од социјалните мрежи се знаеме со Моджо. Има нешто што јавноста би требало да го слушне во ваша конверзација? Му кажав подобро да не знае јавноста зашто комуницираш. Добро, добро. Вака, ми кажа Моджо дека од 3:20 напиша статус дека е ова и му кажав дека ќе го гледаме фамилиарно, јаве го гледам сега. Фамилиарно? Диго ми што добив вака. Чекам селфи ако сте фамилиарно. Не, озбилно, не само на зборови, дела. Нешто, Да, да, да. Каде ќе го објавите, ваше е. Да. Ќе го објавиме во инбокс. Оставете ги вашите податоци во режијата. Ние ќе ве побараме штом се договориме со Моджо како ќе течат тие работи, меѓутоа да, ќе добиете една од книгите. Да, фала и многу. Нема зашто. Така, имајте пријатен ден. Ајде сега, еве, кога веќе се јави гледачот, може да ја начнеме темата. Каде може да се најде книгата? Во литература МК за сега само на улица Македонија. Таму се случуваше и промоција. Таму беше и промоцијата, да. За брзо ќе има онлайн, на сајмот на книгата ќе бидам и јас таму. Кој сака да дојде нека повели, кој не е ова предупредување дека ќе бидам таму да не иди. Битола ќе има не знам од кога и онлайн ќе има да се порача деновиве. Ќе се надевам пред празниците. Моджо, а една друга димензија на промоцијата на книгата. Сметаш ли дека ако е човек малку повеќе, еве, условно кажано, познат во јавноста, тоа придонесува за промовирање на своето дело или е... Сигурно да. Сигурно да, затоа што стига та порака за промоција до повеќе луѓе и општо имаш комуникација со повеќе луѓе. Така да поголем дел е, јас мислам поради тоа отколку ради самата поезија. Пошто знам јас на поетско читање не би одел никој пат. Зошто? Досадно. Досадно. Може би имаме гледач на линија? Само друштво на писатели да не. Ало, добар ден. Да, повелете во програма сте. Јордан Одека од Скопје. Повелете, господине Јордан. Поздрав до водителот и до емисијата и посебно до вашиот гостин. Специјален поздрав. Сакам да добием една книга. Мојата внука ме замоли, така да книгата би сакале да имаме. Така ветивте дека 3 книги ќе поделите. Да. Добро. Слободно може да ја подигнете од литература МК, само да оставите име, презиме. Нема проблем, ви благодарам многу. На улица Емисијата ви Македонија. е прекрасна. Ви благодариме. Прекрасна ви. Секој е добро. Ви благодариме на јавувањето и да, еве остана уште една книга. Интересот е за сега како тече. Супер, нели? Да. Моджо, Се надевам роднини не се. ме интересира, настрана од Аутопсија на љубовта, иако тоа е книгата за која што разговараме сега, овде во студиото си втор пат. Да. Беше гостин заедно со Илче Затараковски, јас бев со колешката Анета Кочишки, разговаравме за сатирата. Тогаш, ако добро ме држи сеќавањето, една од инспирациите за сатиричните коментари за статусите по социјалните мрежи рече дека е премиерот кој што е напушти државата па замина во друга држава. Тоа е се уште констатацијата која што важи или? За жал да. Тоа ќе остане уште долго време неговата сенка и оставштина да биде инспирација за сатира. Само што и новите добро се трудат да го стигнат. Така, веќе то стигна до како на мртов волк да му броиш забите. Ама има уште многу во Груевски инспирација. Што да се пише? Муза, да. Можда поезија да излезе книга. Ме интересира како пак
Дали е сменета перцепцијата кај луѓето, како тие сега ја перцепираат сатирата? Дали е малку теренот по-лабав, по-флексибилен? Јас очекував дека ќе биде полабав, по-флексибилен, сепак не е сменето. Зборуваме сега за општеството или за политичарите? И за општеството и за политичарите. Луѓето општо ја гледат нападот. Не е сатирата напад, туку е критика на некоја партија, например, ја доживуваат многу лично како напад кон нив. И мислев дека тоа ќе се смени со новата власт, ама очигледно дека поддржувачите се скоро со иста ментална матрица, така да ништо не е сменето. Зборуваме за луѓето кои што ги поддржуваат партиите? Да. Дали пак тие статуси, тие досетки, некогаш и вулгарни, можем да кажам, слободно, нема да се навреди. Дали тие некогаш би ги внел во книга? Веројатно претпоставам дека би ти требало многу време да скролаш по твојот Facebook профил да се сетиш што се имаш напишано. Пошто се ден за ден, кога ќе читам се на мемори, со многу небитни работи сме се занимавале во минатите години. И сега што ни изгледа нас важно, како што се претседателските избори, дали ќе има криза, ќе нема криза, цензус. За 2 години ќе биде сосема небитно, само некое подсеќање на Facebook. Има ликови на кои не ми текнува ни дека постоеле, а сум имал статуси за нив. Добро, ако го имаш и ако ја направиш и таа книга, тука сме за промоција, не? Наредно е роман, така да... Да, остануваме со овие две доделени книги. Третата... Ке си ја земам јас. Третата ке си... Можем и јас да ја земам. Можеш слободно. Па да ја подрамна. 250. Јас ке чекам лична посвета. Имаш. Ти благодарам што беше гостин во студиото. Овде правиме една кратка пауза и во студиото се враќаат Јана Јосифовска и Дејан Андоновиќ, а фокусот е на регионот и на светот.